Почитувани, верувам дека и вие како и телевизија Кочани зад себе оставате една исклучително тешка и по многу нешта неизвестна година. Година во која се пребродија опасни предизвици од секој аспект, но сигурно е дека граѓаните на Кочани, на Виница, на Чешинево, Блешево и на Зрновци од неа излегуваат посилни и со поголем оптимизам дека по премрежијата доаѓа период на надеж, на оптимизам и верба за нов исчекор кон подоброто. Во новогодишната вечер, штом започна да отчукува новото лето господово, секој поединец мора да најде мотиви, да најде сила да надвладее позитивната енергија. Процесите се незапирливи и тука поединецот е немоќен да ги промени или запре. Затоа, секој во својот домен на действување може да ги облагороди и да придонесе да бидат почовечни и похумани. Во текомната 2021 година можеби не очекуваат уште поголеми предизвици, но човекот е создаден да бара нови и нови решенија и ќе ги најде. Веројатно и најголем дел од вас покажавте дека знаете да обстоите и во кризни времења. Инаку, дека како микрорегион не сме за жалење, бидејќи Кочанската котлина располага со одлични и одржливи ресурси, само што надлежните треба да најдат начин да ги стават во функција. Се друго на еден или на друг начин само по себе ќе дојде на свое место. Затоа, во новогодишната вечер и ноќ, најголемата среќа беше тоа што останавте со своите, што и вашата надеж е дел од милионските ширум светот и што сте сведоци на тектонските пореметувања на човештвото. Од 1 јануари започна првата година од третата декада во новиот милениум. Кој знае што се ќе донесе и однесе. Затоа, живејте го моментумот, живејте ја сегашноста. На крајот, граѓаните го посакуваат благословот. Дај Боже, здравие за сите. Возрастните да создадат свет во кој децата ќе се најстрекни, да расте по продуктивноста во фирмите, да растат платите на вработените, да е родна земјата, да е дарежливо небото и со сонце и со дождови и да е возвишена благодарноста кај човекот за сите добрини со кој е благословен.